Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен наш гостин е Стефан Андоновски, дополнителен заменик министер во Министерството за информатичко општество и администрација. Господине Андоновски, вие сте и меѓународен секретар во ВМРО ДПМН. Би започнала со реакциите од меѓународната заедница на говорот на новата председателка на државата. Како партија ги доживувате овие реакции? Благодарам прво за можноста за овој интервју. Ги доживуваме реакциите како став на определени представници на меѓународната заедница и истовремено ги доживуваме и изразот на професорката Силјановска, која сега е веќе председател на Република Македонија, како нејзин став, личен став и почитување на нејзиниот личен интегритет. Јас споменав дека ние многу малку како држава и како народ се држиме заедно на овие прашања и мислам дека е поважно во оваа ситуација да бидеме единствени унисони, затоа што секој од нас политичките представници постојано го користи името Република Македонија и продолжуваме да го користиме истото и не мислам дека е голем скандал користењето на тоа име, особено кога и самиот договор од Преспа, таков каков што беше потпишан, го дозволува тоа право. Така што сметаме дека секој коментар од страна на нашите меѓународни представници го изразува нивниот личен став и ние тоа го почитуваме како наши меѓународни партнери, но тоа не треба да значи дека ние треба да ги менуваме постојано нашите ставови. Колку може ваквото однесување на председателката да донесе државата во изолација? Мене повеќе не ми се допаѓа тоа што и Грција и другите држави од регионот прибегнуваат кон тоа да не се почитуваат договорите кои што се потпишани со Македонија, колку и тие да се на штета на Македонија во смисла на поддршка нашиот евроинтегративен пат. И јас би сакал да гледам како другите држави исто толку ревносно како што и претходната влада на СДСМ и ДУИ го реализираше договорот од Преспа, исто толку ревносно ги реализираат своите обврски од договорот, но за жал она што го гледаме последните денови е дека се одбегнува да се потпишуваат протоколите кои што се однесуваат на реализација на договорите. Гледаме во Бугарија колку повеќе се оди кон блокада на Македонија наместо поддршка на нашиот евроинтегративен пат, но тоа е за жал односот кој што претходната влада на СДСМ и ДУИ го имаше кон дипломатијата, да се дозволи се, да се прифати се, а потоа да се очекува добра волја од страна на нашите партнери или на нашите соседи, што мислам дека беше погрешен пристап, затоа што требаше градењето од доверба да се гради паралелно. Како ние исполнуваме определени обврски, така да еднакво во таа насока да исполнуваат обврски нашите соседи и за жал тоа не се случи, сега ќе треба однова да се воспоставуваат некои односи. Јас не би се плашал од изолација, многу повеќе се плашам од тоа да одвнатре започнеме да си создаваме проблеми ние едни меѓу други, наместо да се поддржуваме. Но се надам дека тоа нема се случи. Да, но секогаш постои ризик од вето, доколку ние како држава не го почитуваме договорот, односно не биде толкувано дека не го почитуваме како што вие велите. Опасност од вето постои постојано од секоја држава членка и тоа е факт, но јас скоро забележав еден исказ од страна на холандското МНР, например, дека ќе ставаат вето во врска со копенхагенските критериуми и многу строго почитување на истите, така што е за очекување да има вето кон некоја држава од регионот или можеби кон Македонија во иднина од некоја држава членка, но тоа не значи дека ние треба да отстапиме од нешто што е наша зацртана задача или национален став со години. Што значи дека ако ние се плашиме од вето и на секое вето ги менуваме националните ставови на државата, менуваме историја, јазик, култура, идентитет и така натаму, тогаш не сме направиле ништо, затоа што не треба да влеземе во Европска унија ако не сме македонци. Ние не можеме да влеземе во Европска унија како нешто друго или како безимен народ од безимена територија. За преговорите со Бугарија, дали претседавањето на Унгарија ве охрабрува дека може да се промени можеби преговарачката рамка? Унгарија ќе претседава со Европскиот совет во еден деликатен период кога најверојатно нема да биде формирана новата Европска комисија и очекуваме дека тоа ќе биде период на стабилизација на внатрешно европските односи, односно односите во рамки на Европската унија. И од тука не очекувам драматични чекори во смисла на однос кон надвор. Туку ќе биде повеќе однос кон внатре, но секако Унгарија е пријателска држава на Македонија, тоа го покажало многу пати, особено се сеќавам на период на короната и помошта која што беше веднаш дадена од страна на Унгарија, но и во други секако области и еден од нашите главни промотори како држава во евроинтеграциите. Знаете, Унгарија беше често навредувана од страна на претходната влада на СДСМ, дека е со претходниот така наречен режим, дека го поддржува исклучиво националистичкото, тогаш го нарекува крило во ВМРО ДПМН и така натаму, но Унгарија покажа неколку пати во пракса, било кој од нивните представници, дека се големи пријатели
на Македонија. Очекувам тоа пријателство да се материјализира во наредниот период. Дали ќе биде тоа преку претседателствувањето со Советот или пак директно билатерално, останува да видиме, но мислам дека просторот за маневар во рамки на претседателствувањето ќе биде помал заради нефункционалноста на европските институции. Дел од функционерите во Влен рекоа во изјава за Радио Слободна Европа дека имате договорено рок во кој треба да се донесат уставните измени. Дали овој рок е оној во 6 месеци кој што беше споменуван претходно, дека како влада, заедничка влада би ги донели уставните измени? Па, иако не сум дел од преговарачките тимови кои што функционираат во моментот, можам да кажам дека не постои дискусија околу рокови, особено не околу ова прашање, затоа што ставот на ВМРО-ДПМН е многу јасен во поглед на уставните измени и на било каков диктат кој што доаѓа од надвор, а тоа е дека ние диктати од надворешни страни, особено нашите соседи, не прифаќаме и дека патот кон реформата на уставот во рамки на вклучување на малото бугарско малцинство ќе се движи, може да се движи во две насоки. Или тоа одложено дејство кое што ќе стапи на сила со нашето влегување во Европска унија, па да има Бугарија мотив зошто дополнително да не охрабрува на нашиот евроинтегративен пат и да ни помага, или тоа е комбинацијата на пакет на гаранции, прифаќање на пресудите на Судот за човекови права од Страсбург и еден социоекономски пакет. И ние остануваме на тоа затоа што сме го напишале во програмата и огромен број луѓе, стотици илјади луѓе гласале за таа програма и гласале за овие луѓе и сега ние имаме довербата во собранието да тоа го реализираме. Да, но и господинот Таравари во една изјава рече дека би излегле од владата доколку до нова година не се случат овие уставни измени, колку е опасно да се случи тоа. Тоа што господинот Таравари го зборува е став на господинот Таравари и тие се слободни да прават со нивната бројка на пратеници 13, дали ќе 14 ќе видиме, околу 13 пратеници што како мислат, како сметаат. Во исто време мислам дека договорот за коалицирање треба да се изработи или да се согласиме на едни принципиелни вредностни основи и јас мислам дека ќе успееме да се согласиме затоа што станува збор за исклучително луѓе кои ги почитуваме, за една коалиција која што навистина прави добра работа во борбата против криминалот и корупцијата на ДУИ и се надеваме дека врз основа на вредности, на принципи, на критериуми ќе успееме да се договориме за 4 годишен мандат, а не за вакви некои привремени решенија. На граѓаните им е доста од несигурност, од нестабилност во оваа држава. Кои се вашите сознанија? Ќе се вклучат ли медијатори во целиот процес со преговорите со Софија? Ние се залагавме и кога не бевме вклучени во преговорите со владата на СДСМ и ДУИ да имаме еден поширок пристап, да видиме кои се заедничките ставови на сите партии во Македонија и да видиме кои се правците. Тогаш бевме одбивани и еден од нашите ставови беше дека треба да се вклучи Европската унија како еден вид гарант на договарањето и на преговарањето. За жал тоа не беше направено, но за деталите од стратегијата која ќе биде за ВМРО-ДПМН ќе ја практикува како влада, ќе мора да оставиме да почекаме да се формира владата и да бидат изгласани министрите. Така, кои се гаранциите кои ќе ги бара ВМРО-ДПМН во однос на уставните измени, освен ово одложено дејство? Има ли некакви други? Веќе се споменува од вашиот иден коалиционен партнер дека ќе има некакви гаранции. Видете, ВМРО-ДПМН предолго беше сведок на процеси во кои што многу беше ветувано за Македонија, а многу малку беше реализирано. Зборам за гаранциите од Европската унија. Јас ќе ја потсетам на доаѓањето тука, патувањата на бројни европски политичари кои денес се во пензија, кои што ветуваат дека само треба името да се промени веднаш започнуваат преговори за членство со Европската унија, дека само ова уште треба да се направи, веднаш започнуваат преговори и тоа се сеќаваме уште од далечната 2003-2004 година, можеби се случува постојано. И тоа Македонија го правеше без да очекува ништо за возврат. И за жал, за возврат не беше дадено скоро ништо, затоа што ние сме земјата која најдолго после Турција чека да почне преговори со Европската унија и затоа бараме институционални гаранции од страна на нашите европски партнери, што ќе биде еден вид документ во кој што ќе се гарантира македонскиот идентитет, многовековноста на македонскиот идентитет и гаранција дека никој нема да се меша или нема да бара од нас во текот на преговорите ние да менуваме некои од нашите идентитетски одредници, затоа што тие природно ние нема да ги менуваме. Но некој може да бара од нас формално да ние кажеме нешто за Гоце Делчев дека бил бугарин, како што кажуваше поранешниот претседател на државата, или пак некои други ставови. Нашето барање за гаранција е да нашите меѓународни партнери се заложат дека тоа нема да се случува. И тоа да не го направат усно, затоа што политичарите се менливи и минливи, но институционалните гаранции остануваат како еден вид документ кој што гарантира.
Течат преговорите околу составот на идната влада, околу коалицирањето. Што на што можете да ни кажете? Кои сектори би им биле дадени на вашите коалициони партнери? Токму така, веќе е навлезено во дискусија околу програмските, кадровските решенија. До овој момент не споделуваме вести со јавноста, иако шпекулациите се бројни, затоа што сакаме да останеме честни кон нашите партнери од коалицијата, а колку што забележувам и тие во огромна мера се честни кон процесот и затоа не би сакале да дискутираме детали околу ресори, кадри, министерства, иако секој може да има свој сопствен став на таа тема. Но мислам дека треба да оставиме процесот да тече како што тече досега и да оставиме простор да навистина се направи договор кој што ќе биде квалитет. Така, колку знам ќе биде дел од идната влада? Сега зборуваме постојано нели за преговорите меѓу вас и Влан, но што со знам? Дискусиите се, како што кажавте, директно помеѓу ВМРО-ДПМН и коалицијата со движењето Влен. И оттаму ќе видиме какви ќе бидат констелациите. Она што ние се обидуваме да го правиме е да постигнеме поширок консензус за некои национални прашања и да стигнеме до тие потребни 80 пратеници за битни промени на законите кои што се системски, кои што бараат 2/3, што значи дека дискусии ќе има и со други политички партии или пак поедини пратеници во собранието кои што би биле заинтересирани за поединечни законски проекти. Но во моментот нема дискусија. Ова пазарање со други пратеници во собранието, со оглед на тоа што граѓаните ги гласале за политичката определба, програма на листите каде што биле. Тоа е легитимно прашање, но во овој случај се работи за дискусија за законски проекти кои што се на национално ниво и се национално значајни, не се значајни за една политичка партија или за друга, туку можат да бидат реструктурирање на државата кој што ќе одговара на сите граѓани и не се центрични кон една партија, особено не кон ВМРО-ДПМН, туку се поголеми национални проекти и во нив многу често ќе видите и реформи кои што Европската унија ги бара, а се двотретински закони. И тука зборуваме за правосудството и за организација на управата и за реформа на јавната администрација и бројни други закони кои што си бараат 2/3. И мислам дека е чесен пристапот да не барате пратеници кои што се ќе ви поддржуваат, туку да барате пратеници кои што ќе сакаат да се вградат во процесот и да дадат свои критики, забелешки и ако тие критики се легитимни и се прифатат, тогаш тие би гласале и би го поддржале тој проект. Ги добивте до некаде изборите и користејќи реториката во однос на дуи криминализацијата на дуи корупцијата која што владееше во оваа партија. Колку и верувате сега на вашите коалициони партнери со кои што преговарате? Сепак дел од нив се излезени и од ДУИ, и од Алијанса на албанците. Ние како медиуми имаме пишувано за дел од нивните афери. Ние често кажуваме дека било кој кој што се огрешил пред законите треба да одговара независно од која политичка партија доаѓа. Впрочем и вие сте како новинари свесни дека ние се однесувавме на ист начин и кон поранешни функционери на партијата кои што навистина се покажа дека направиле некаков криминал. Не зборам за оние кои што беа политички прогонети, туку зборам за оние кои што навистина беше докажано дека имаат направено криминал. Така што немаме дилема дека ако некој направил криминал од било која политичка партија, ДУИ или Влен или било кој од партнерите внатре во коалицијата Влен или пак во ВМРО-ДПМН треба да одговара за истото. Но мислам дека кај ДУИ корупцијата и криминалот беа системски. Што значи дека не се однесува на еден човек конкретно или само исклучиво на еден човек, туку се однесува на цели системи внатре во политичката партија, кои што јас го користев малку груб израз како паразит го разјадува здравото ткиво на институциите и одвратре ги уништува институциите. Па имате институции каде што ДУИ била подолго време кои што не можете да ги оправите, значи се институции пред крах. Што значи дека во ваква една ситуација ние мораме да се справиме со предолгото владење на ДУИ, со тоа извитоперување на владењето, затоа што тоа веќе не е нормална власт. Мислам дека во Влен се луѓето честни, имаат честни намери за борба против корупција и криминал и тоа ќе се покаже, мислам дека уште првите денови при преземањето на власт. Ќе има ли прв, втор вице-премиер, премиер, како што имаше и она што беше функцијата на Артан Груби, а секогаш паѓаше во очи? Треба за ова да го прашате претседателот Мицковски како мандатар на идната влада, тој ги одлучува ресорите, но мислам дека нема да постојат прв и втор вице-премиер. Планираме една мала реконструкција во Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците и мислам дека во оваа насока граѓаните ќе бидат навистина задоволни. Каква би била оваа реконструкција, ако знаеме од друга страна дека ние како јавност многу повеќе видовме дека таму се играше фудбал, а не видовме некакви резултати од прво ветување дека спорт во рамки на канцелариите нема да се практикува, има спортски сали за тоа.
Вториот дел мене како правник навистина ми пречи тоа што министерството се нарекуваше за политички систем, кога знаеме дека се тоа што ние го работиме е политички систем. И собранието е политички систем, владата и дури и судовите се политички систем, ако сакате, тоа е поделба на власта кај нас на три дела и беше чудно што еден министер има задолженост за целиот политички систем во државата, односно еден ресор. Така што мислам дека ова ќе биде Министерство за односи меѓу заедниците, додека мислам дека политичкиот систем има една малку поширока димензија. Треба да има човек во владата кој што се грижи за политичкиот систем, но тоа треба да има една поширока димензија, а не ресорска со сектори. И мислам дека оперативно ќе почне да работи ова министерство во заштита на правата на сите заедници во Република Македонија. Тоа значи дека ќе биде местото резервирано за вашиот коалиционен партнер со оглед на тоа како беше и досега праксата? Па уште не сме сигурни во која насока ќе се движи, но би било соодветно да заедниците имаат свој представник во министерството, нешто слично на поранишниот вице-премиер за спроведување на рамковниот договор кој што прерасна во односи со заедниците. Сметаме дека треба се уточнат надлежностите на ова министерство да вистински се однесува на одбрана на правата на заедниците. Ви благодарам. Благодарам. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.